за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија, како чекорот през Панскиот договор, ги повикувам сите пратеници во Собранието на Република Македонија, независно од која партија доаѓаат, да преземат одговорност за иднината на државата. Договорот ги отвара вратите за влезот на Република Македонија во Европската Унија и НАТО со заштитен и зајакнат идентитет. Сите пратеници, вклучително и пратениците од ВМРО ДПМН, се должни да ја следат мнозинската волја на граѓаните и да обезбедат иднина на Република Македонија и на граѓаните на Република Македонија. Ги повикувам пратениците, кои се јасно определени за членството на Република Македонија во НАТО и во Европската Унија, да преземат одговорност во тоа име, во име на граѓаните од кои што се избрани, да ги поддржат процесите во Собранието и уставните измени да бидат усвоени. Ова е шанса за сите пратеници, заеднички да обезбедиме сигурна и стабилна иднина на граѓаните, за нашата заедничка татковина Република Македонија како членка на Европската Унија и на НАТО. Никој не треба да се надева и да очекува амнестија. Република Македонија е правна држава, а речистувањето со секаков вид на криминал е врвен приоритет. Доколку раководството на ВМРО ДПМН и понатаму ја блокира иднината на Република Македонија и граѓаните, тогаш не преостанува ништо друго, освен да се организираат предвремени парламентарни избори веднаш. Нема бегање од одговорноста, волјата на мнозинството граѓани мора да биде испочитувана и ќе биде испочитувана. Република Македонија ќе стане членка на Европската Унија и на НАТО. Ви благодарам. Повелете прашање. Согласно деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, по примањето на предлог кон пристапување за измени и дополни на Уставот на Република Македонија, Собранието во роковите утврдени во деловникот, тоест председателот на Собранието на Република Македонија, кој што и председава со надлежната комисија за уставни прашања, ќе ја закаже седницата. Во деловникот се утврдени роковите по дискусија по предлог одлуката и секако после завршувањето на дискусијата во матичната комисија, тоа е комисијата за уставни прашања, ќе биде закажана и седницата, пленарната седница на Собрание на Република Македонија. Очекуваме тоа да се случи деновиве, да ја знаеме динамиката, тоа ја утврдува председателот. Фактот дека се пристапува кон предлог за измени и дополни на Уставот на Република Македонија и фактот дека на иднината на Република Македонија и евроатлантските процеси и се остава шанса, тоа значи и потенцирање на одговорноста на пратениците во Собранието на Република Македонија да пристапат кон почитување на мнозинската волја на граѓаните кои што излегоа и гласаа на референдумот за Европска Македонија. Тоа значи дека до ставањето на точката на дневен ред на матичното работно тело и на пленарната седница, сите пратеници во Собранието на Република Македонија, кои што се за членство на Република Македонија во Европската Унија и НАТО, треба да пристапат кон својата одговорна должност, да не калкулираат со своите политички кариери и партиски, туку да пристапат кон исполнување на оваа света должност за иднината на државата и на идните генерации. Дали во моментов имате обезбедено потребно? Значи, јас на тоа прашање не би можела вака експлицитно, директно да одговорам, меѓутоа повторно ќе кажам, фактот што се пристапува кон предлог за иницирање на измени и дополни на Уставот на Република Македонија ја исправа пратеничката должност пред сериозната одговорност на сите пратеници до моментот кога ќе дојде на дебата и пред матичното работно тело, меѓутоа и на пленарна седница да одговорат на таа должност за која што зборував. Во однос на тајното гласање, дали останува како опција во Собранието за уставните измени?
Постоја повеќе дебати и написи околу можноста за тајно гласање, сепак овдека се работи за одлучување за прашање од национален, стратешки и витален интерес на Република Македонија и не сметам дека собранието треба да пристапува кон организирање на тајни гласања, затоа што сепак на крајот треба сите да станеме исправено пред сопствената одговорност за тоа каква одлука сме донели. Доволно? Ви благодарам многу.